Председателот Иванов продолжува да ги враќа законите донесени во собранието под новото име на државата со образложение дека во извршувањето на функцијата секогаш ќе постапува согласно дадената изјава, дека ќе го штити уставот и ќе ги брани интересите на Македонија. Вчера вратил уште 4 закони за безбедност во сообраќајот на патиштата, за енергетика, законот за банки и законот за супервизија за осигурување. Собранишкиот спикер Џафери најави дека ќе ги стави на повторно гласање на 27 март. Па сега оно што е донесено до сега, мислам дека се вкупно 25 вратени. 15 вратени, од кои 3 или 4 се двотретински од правда, кои што не подлежат на повторна постапка, другите во соодветен рок. Според спикерот Џафери, враќањето на законите од страна на шефот на државата нема да влијае врз одлуката на Советот на Европската Унија, бидејќи собранието ги има донесено навреме заедно со опозицијата. Сметам дека Европска Унија и институциите на Европска Унија не се бават више со прашањето Иванов, знаејќи дека е на крајот на мандатот и ништо друго не можели да очекуваат, значи, освен вакво однесување. Но, во секој случај, ние како собрание сме подготвени да ги завршиме нашите обврски. Меѓу досега вратените закони се и законот за ОТА, за АРМ, законот за едношалтерски систем, за електронски комуникации. Иванов ги врати и реформските закони за судови, за управни спорови и за прекршоци донесени со двотретинско мнозинство. Според Уставот, председателот е должен да го потпише указот, доколку тој се носи со 81 глас од вкупниот број на пратеници.